الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم ما بعد. Во почеток захвалноста му припади само на Аллах Джелле Шану, зашто само Аллах Джелле Шану е достоен и заслужен да му се прави фала. Салаватот, селамот, мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Највредното нешто што го створи Аллах Джелле Шану инсан. Највредното нешто што го створи во инсан неговиот дин, неговиот иман, неговото верување. И за тоа нешто еден верник треба секогаш да се грижи за неговиот иман, за неговото верување, за неговиот дин, за неговата акида, за неговиот менхедж. Најпојче што треба да вложи е ова нешто. Да го научи и да го заштити. Да го заштити од нешто да му го расипат, ова верување, ова акида ке него. Човекот се грижи за своето верување, за својот дин, онолку колку вложи во теа. Може да види за еден човек колку се грижи за негова акида, за негово верување, онолку колку вложи во теа. Колку е живе таа акида и тој дин во негов живот. Еден муслиман, еден верник, треба неговиот живот и неговата смрт да биде за овој дин. Инна салата ва нусуки ва махјаја ва мемати лиллахи роббил алемин. Навистина, нашиот намаз, нашите обреди, нашиот живот и нашата смрт да биде во името на Аллах Джелле Шану. Да биде ради Аллах. Значи, цел наш живот да го ускладиме онака како барат Аллах Джелле Шану. Прво нешто. Друго, од секогаш и денеска и за секогаш во дујна постојат две групи, постојат две партии на луѓе. Група која го поможи, која го сакат, која е блиска со Аллах Джелле Шану. И група која го следи и го поможи и е блиска со шејтан. Трета група нема. Само овие две групи ги имат во дујна. И за теа многу да пазиме во која група ќе спадниме, во која група и за која група ние ќе живееме и ќе умриме. Многу човекот треба да биде предпазлив за овие две групи на луѓе. Во која група се наоѓа тоа? Дали овој што го помогве овој дин што го помогве на Аллах Джелле Шану, како вели да Аллах помогнете ме, Аллах ќе ве помогне на вас. Аллах нема потреба за помош од нас, ние имаме потреба за помош од Аллах. Или ќе бидеме во она друга група која го поможи шејтан, Аллах Джелле Шану ни кажа дека тој е наш отворен непријател. Ние за да земаме некоја поука, за да земаме некој ибрат, треба да видиме во живот на пегамбер алейхиссалам. Да споредиме теа време со денешно време. Истите правила и прописи, суннетуллах во време на пегамбер алейхиссалам, во време на Нух, на Адем алейхиссалам и до кијамет, истите правила кои ги имат поставено Аллах Джелле Шану за негов суннет ќе важат за секогаш. До кијамет. И верникот најдобар пример имат во животот на пегамбер алейхиссалам, во негова историја. За да излезиме денеска од ова тешка ситуација во која се наоѓа овој уммет.
Во ова тешка ситуација во која ние се наоѓаме, треба да се вратиме во време на пегамбер алейхиселам, дали тие пегамбер алейхиселам и негови сахаби се сретнале со ваква ситуација во која се наоѓаат умметот денеска или се сретнале со иште поголема и потешка ситуација од ова во која сме ние денеска. Во 5-та година после хиџра, пегамбер алейхиселам кога се пресели од Мека во Медина, се случи битка на Бедар, битка на Ухуд и трета битка, битка на Хендек. Или Газватул Ахзаб. Така е наречена битката на Хендек, Газватул Ахзаб. Яни битката на групи, на партии кои се собрае, групи, за да го напане на пегамбер алейхиселам и негови сахаби. Ова битка се деси, значи во 5-та година после хиџра. Ова битка е запалие тројца евреи. Како секогаш се виновници тие чифути, тие евреи, за приближно за сите војни што се десиле против муслимани и ден денеска што се десве тие војни, виновни се ове чифут, ове евреи. Се собрае 10.000 од арапски полуостров заедно со евреи да ги напане на пегамбер алейхиселам и на негови сахаби во Медина. 10.000 група од 10.000 куфар се собрае против пегамбер алейхиселам. Само 4.000 Курейш од Мекка, 6.000 од други арапски полуостров, други племиња кои живееја близко до Мекка и до Медина, заедно со евреи. 10.000 војници, куфар се спремае за да го уништет овај дин, за да го уништет на пегамбер алейхиселам и на верници. Како денеска се случи слично нешто. Сите станае да го уништет овај дин. Сите станае да го уништет ислам. И ние не земеме поука од овие битки, ама и куфар не земе поука од овие поранешни битки. Иако беа помојшни, побројни, поголеми војски, повеќе наоружани, секогаш изгубиле ислам, секогаш победил. И теа денеска истото се случи. Али да земаме ние ибрет и поука. Куфар не земе. Ама ние да бидиме тие што ќе земаме поука од овие битки што се десија. Прво нешто пегамбер алейхиселам кога слуша дека се собра толка група на куфар за да го напане на пегамбер алейхиселам и на верници во Медина, пегамбер алейхиселам wa amruhum shura bainahum, ги седна на сахаби кои беа повеќе учени, кои беа поблиску до пегамбер алейхиселам, кои имаја басирет, кои разбирае некои работи повеќе од другите, седна и направи шура, направи мешвере помеѓу ними. Консултација, се консултира едни со други што да правиме. Куфар се собра против нас. Пегамбер алейхиселам хатамен неби. Печат на сите пегамбери. Најсакано битие ке Аллах џелешану. Не одлучи сам. Како ние денеска велиме, остајте го динов на мене, јас ќе одлучам, јас знам, јас сум паметен, јас сум учен. Пегамбер алейхиселам најучен човек во дуња што се роди. Најпоќе знаеше. Али не ги свика на сахаби и направи шура со ними. Што да се прави? Што чаре да се барат? Значи денеска ми ова го имаме изгубено. Сите мислиме дека сме најпаметни, најучени. Остајте ми у мене динот, остајте ми ги работите што се важност за динот мене. Така велат сите. Ова не е точно, ова галтан, ова проблем. Да земаме пример од ова за секоја една работа. Што се директно умешани муслимани и динот, сите кои можат да придонесат, треба да бидат одговорни. Треба да дадат своје мислење за таа дотична работа. Пегамбер алейхиселам направи шура, Селман Ал-Фареси даде едно мислење, кажа дека во Персија, додека беше тој таму, кога ги нападне некои кабиле, некои племиња на нивни градови, тие копае хендек, копае еден канал пред овај град, за да не може лесно тие напаѓачи да влезат во ова место. И пегамбер алейхиселам ова реше најдобар рај, ова најдобро мислење го зема мислењето на Селман Ал-Фареси. И ископае хендек. Од овдека се гледа дека муслиманот не треба да спие. Муслиманот треба да биде спреман. Да спремат што е можно повеќе нешта. Да биде секогаш еден чекор пред куфар. Зашто куфар дејне и ноќе ти спреме тебе како да те униште.
Ти спреме тебе и мене како да не го уништат овај дин ке нас. И пегамбер алейхиселам го зеде ова мислење и почнае муслимани во теа време. Верници имаше во ова битка помалку од 3000. Помалку од 3000. Има повеќе ривајати, најголемиот ривајат што е дека околу 3000 верници. Значи 10.000 кофар, 3000 муслимани верници. Почна да се копат овај хендек. Почна да се копат околу Медина. Во лице на Медина, од лево и од десно имаше планина и брда, не може да нападне. Треба директно само и пред неа се копаше овај хендек. Го копале овај хендек муслимани со нивни раци. Пегамбер алейхиселам заедно со ними помогна во копање на овај хендек. Не седна во шатор, не седна во фотеле и да дава наредби. Него тој секој имаше по двајца, беа делени по двајца во група. Еден копаше, еден ја иставаше земјата догоре, потоа се менве. Пегамбер алейхиселам знаеше и 2 пати и 3 пати да појд, а негов другар што беше содругар во негова работа еднаш го пушташе. Да изнеси земјата горе. Вака беше пегамбер алейхиселам, не седна да одмора. Јас знам, вие работајте. Не. Вака беше пегамбер алейхиселам. И секогаш не само во ова битка, не само во ова нешто, секогаш пегамбер алейхиселам учествуваше во работа. Кога се правеше џамија во Медина, пегамбер алейхиселам ги носеше тие големи камења за таа џамија. Пегамбер алейхиселам беше војно патување со сахаби. Еден од сахаби закла една овца. Другиот ја одра, трети ја исече и рече, мене ми е редот ја да донесам дрва и да запалам оган. Не седна да чекат други да ја заврши цела работа. Зато денеска тие водичи, зато денеска тие имами, зато тие денеска главашини немет успе. Зошто тие само седат и наредвет. Зошто тие само се како карлежи се бесети цицет од другите паразити. Пегамбер алейхиселам не беше тако. Хатемен не би пешен на сите пегамбери, ова го правеше. Додека го копае хендек излезе една голема сахра, една голема камен. Дојде ке пегамбер алейхиселам му рекла Расулуллах, се излезе голем камен. Пегамбер алейхиселам зеде што имаше во теа, се пренеси нешто како чекич. Зеде со негови раце, бисмилла, едношка удри, излезе една искра. Рече, за брзо време Персија ќе освоите вие. Персија ќе биде наша. Други удар уште една искра. Византија рече ќе биде под наше водство ќе освоиме Византија. И трет удар се раздели камен и рече, вратите на Јемен, ги гледам ключовите од вратите на Јемен. Верници, текбир, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Мунафици, рекве како ова. Види, ние не можеме да извршиме нужда. Толку беше, вели, пренесе сахаби, толку бе стеснати, толку беше напната ситуација, што не може да изврши нужда. Мунафик и рекве, како овој ни ветви се Персија и Византија, најголеми кралства во теа време. И општо во понанешни времена најголеми кралства, ни ги ветви на нас дека ќе ги освоиме, пегамбер алейхиселам. Мунафици вака, секогаш. Во ова време обсадата траеше 24 или 25 дена, велат историчари. 24 до 25 дена. Муслимани целосно се исцрпија. Многу беа гладни, немае што да јадат. Некој од сахаби во негов стомах имаше камен врзано со јаже, за да го стегви, за да не осети глад. А пегамбер алейхиселам имаше 2 камења во негов стомах. Дојде еден сахаб, Џабир ибн Абдилла, ради Аллаху ан. Дојде и му рече на пегамбер алейхиселам во негово уво, во негово уше му шепна, ја Расулуллах. Рече, спремав јадење во моја куќа, за мене, за тебе и ще за неколку луѓе, 3-4. Толку беше јадењето, немаше повеќе, немаше никој од сахаби ништо. Рече му го, овај го пренеси Џабир ибн Абдилла, ова го пренеси, ти вели му го кажав ова, со страх да не слушни некој зашто немаше за сите јадење. А сакав пегамбер алейхиселам да му прами крам. А пегамбер алейхиселам со голем глас. Сите рече, оставите работа и одиме, Џабир ибн Абдилла има спремано јадење за нас. Џабир ибн Абдилла вели, Аллаху алем, го пренеси тоа и вели, во се
дворица имат јадење. Сите сахаби дојде пред врата на Џабир ибн Абдилла. Влезе пегамбер алейхиселам натра и можеше каде јадење. Направи дуа пегамбер алейхиселам. Побара берекет од Аллах Желешану за ова јадење и влегве по 10 во негова куќа. По 10 сахаби. Јаде 10 излегве, јаде 10 излегве, јаде 10 излегве. Јадве сите сахаби и можеше пегамбер алейхиселам, дојде редот на мене и на тебе сега на Џабир. Јаде и пегамбер алейхиселам, можеше друго подели го во Медина на жени и на деца што имат во куќа. И го подели цело јадење. Ова е едно од муџизати на пегамбер алейхиселам. Едно заведено во историја како голема муџизатун на пегамбер алейхиселам. И јадве сите и се вратие на јадење. Во ова време пегамбер алейхиселам имаше направено акт да се вратиме да земаме фајде од ова нешто. Пегамбер алейхиселам не замолчи и не зеде двајца, тројца и да јајат. Него ги викна сите сахаби. Мислеше за доброто на сите сахаби. Му го мислеше она што себе си го посаквеше. А денеска ние многу малку се секираме за наши браќа ако ние легниме сити, дали некој во наши комши или некој што го позинаме легвин гладен во вечер. Дали се секираме она што го имаме ние да го имат и други? Дали сакаме да се наместиме работата за нас само, а за другите ако имат? Вака пегамбер алейхиселам не беше. Сахаби вака не бе. Ислам не учи на ова нешто. Ислам не учи да го дајме она што најпојче го сакаме. Забораивме ние денеска да ве икраме. Забораивме на ова секирација едни за други. Аллах Желешану е во припомош на нас, додека сме ние во припомош на нашите браќа. Колку ние ги помогнеме наши браќа, толку е помошта од Аллах Желешану со нас. Во исто време, пегамбер алейхиселам имаше направено акт, договор со Бену Курейза. Група на евреи кои живее во Медина плаштаја џизија. Кажа дека нема да го нападне пегамбер алейхиселам. Во исти момент тие го прекршија договор на пегамбер алейхиселам. Пуштие очи, пуштие шпиони во Медина да гледат дали имат некој од сахаби, дали имат некој мажи останато во нивни куќи. Дојде еден од шпиони до една куќа каде беа сместени жени и деца. Сафија радијаллаху анха, теза на пегамбер алейхиселам. Со еден удар, кога се наближа да слушат во врата, со еден удар со мачи го уби на овој, кога видве евреи, кога видве дека овој го убие, дека негова глава се скина, помисли дека има многу мажи во Медина и не почне со напад на жени и на деца. Вака бе жени на сахаби. Вака беше ова, теза на пегамбер алейхиселам. Потоа пегамбер алейхиселам кога слушна за ова, пушти некој од сахаби да види дали вистина Бену Курейза го прекрши договорот, го прекрши актот што беше го имаше подпишано со пегамбер алейхиселам дека нема да ги нападне. Се врати ке пегамбер алейхиселам и му рекла Расулот тие го прекршие актот. Пегамбер алейхиселам повторно повика шура. Што да се прави сега? Што чаре и дерман да се вара? Некој предложи да му се дај пола од богатство што го името Дурми, за да не ги нападне. Од Медина. Од Енсар. Енсар рекве, ја Расулулlah, ние кога бевме куфар, не му дадовме една урма. Како сега да му дајме во ислам на ове пола од наши урми? Никако. Нема да му се дај ништо. Ваква гордост, вакво иззе има ове муслимани. Вакво иззе има ове муслимани. Ова прва генерација на муслимани. Не му дадовме ни една урма. А денеска ние мало да осетиме страв, че оставиме един на удубилля. Че оставиме многу работи од дин. Че оставиме цел менхеж. Че оставиме наша акида. Че почнеме да личиме на куфар. Че ги имитираме во нивни гестои. Во нивни табјети само за да не нападне. Само за да сме мирни. Немој така еден верник. Еден верник не дава негова акида и негов дин. Не менви ништо од сунне на пегамбер алейхиселам. Не менви ништо од ваџиб на Аллах Желешану. Не менви ништо од фарз на Аллах Желешану. Ради страф од куфар. Поголем страф од ова нема е сахаби. Аллах Желешану вели за ове сахаби за ова битка. Ид джаакум мин фауқикум
и кога ви дојдат над вас, وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ, и од оздолот ке вас, وَإِذْ زَغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ, и кога ви се скаменije ваши погледи, кога ви се вкочанije ваши погледи и душата ви дојде до вашето грло. Кога душата ви дојде до вашето грло, وَتَذَنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ, и помисливте лоши работи за Аллах Желешану. Мислевте неоме мисли за Аллах Желешану. Еврејот позади, напред 10.000 немат каде да беге. Поголема обсада нема. Нивната душа дојде до грлено капаче. Таков страв. Не може да изврши нужда. Али кога дојдвае куфар, кога ги видве верници, кога наближе е, помеѓу куфар 10.000 и 3.000 муслимани само хендек ги делеше. 3.000 со 10.000. Само хендек ги делеше. وَلَمَّا رَأُوا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. И кога ги видоа на овие групи, на оваа војска, верниците рекоа: ова е теа што ни го вети Аллах и неговиот пејгамбер. И вистинско е она што ни го вети Аллах и неговиот пејгамбер. И ништо на ними не му се зголеми, освен нивниот иман и нивната преданост. Нивната преданост. А кога ги видве мунафикун, кога ги видве мунафици на оваа група, кога ги виде мунафици на оваа група, рекве: وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقِينَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. И кога ги видве, велит Аллах Желешану, мунафици на оваа група, и тие што имаат болест во нивните срца, значи мунафици и тие што се болни нивните срца, и рекве: Аллах и пејгамберот не ни ветие ништо освен обмама, освен лага. Мунафици мака. Кога мало само ќе стишти, кога мал притисок ќе се направи, онма излегви нивното што го имат во срце. Онма излегви тоа што го имат во срце. А пред ова да се деси, имаше и полоша група на мунафици. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. Прва група, кога слушна дека ќе се прави ова битка, кога слушна дека се собрае куфар 10.000, оде од куќа в куќа ке сахаби му веле: немој да излегвите да се борите против овие. Немаме сила ние против ними, сејте дома, никако немој да излегвите. Ова е најлошите. И ще не почната битка, и ще не видено. А другите: وَيَسْتَأْذِنُونَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. А друга група кога ги виде на овие, рекве, дојде ке пејгамбер и само реква: Расулуллах, дај ни изин да се вратиме во наши кујши не се заштитени. Аллах вели да нивните кујши беа заштитени и тие не барае ништо, освен да избегат од ова нешто. Освен да седат во бегство. Дезертери. Како многу денеска кога осетен мал притисок и остава негова акида, остава негов суннет, остава наредби на Аллах Желешану, се приправат дека не е од овај менхеж. Не го сакат овај менхеж. А не знај дека тој менхеж, ова акида е помогната од Аллах Желешану. Дека помошта ќе биде секогаш со овие. Не знај. Помошта ќе биде секогаш со овие. Аллах велит за верници во ова време: Хуналика бетулијал муъминуне. Во теа време ние ги искушавме на верници. Ова беше само едно искушение за ними. Вазулзилу зилзален шедиден, и тие доби еден силен потрес. Едно силно искушение беше ова за верници. Ове напред, позади Бену Курейда евреи роваре во Медина. Мунафици почнее да ги растурет сафоите на верници. Само какво искушение? 25 дена живее вако.
Се додека не дојде помошта од Аллах Джелешану. Се додека не дојде она што го вети Аллах Джелешану, дека помошта од Аллах ќе биде со верници. Една вечер Ебу Хузейфе те пренеси ради Аллаху ан. Беше црна ноќ. Не се гледаше вели да испруиш твоја рака, близко до тебе не можеше да ја видиш. Пегамбер алейхи селам му рече на сахаби: кој ќе оди и ќе донеси 200 од куфар, од ова војска, кој ќе оди и ќе донеси 200 во каква ситуација се наоѓа од ова војска. Рече едношка никој не се јави од сахаби. Страв. Аллах вели душата дојде до гарло. Повторно рече пегамбер алейхи кој ќе оди и ќе донеси 200. И трет пат кога рече пегамбер алейхи кој ќе оди да донеси 200. Му ветувам дека ќе биде со мене другар во џеннет. Имате еден ривајет, веродостојно ово, Сахих Муслим. Еден ривајет имат Ебу Хузейфе ради Аллаху ан сам се пријави. А има други ривајет каде вели пегамбер алейхи му рече: ја Ебу Хузейфе, кум, стани! И кога слушна Ебу Хузейфе пегамбер алейхи наредба, стана и вели Ебу Хузейфе го пренеси и вели: немав ништо освен да извршам ова наредба на пегамбер алейхи. Кога човек е во џемат, кога човек е во заедница, кога поштува некој емир и некои мани што се имат, некои недостатоци што се имат, себе по послушност Аллах Желешану ги потполни тие мани, слабости, недостатоци ке верниците како ова беше. Ебу Хузейфе те пренеси потоа вели отидов со пузање до невернички логор. Кога отидов таму, Аллах Желешану веќе имаше пуштено еден од неговите војници, еден од неговите џунди, ветар, силен ветар и студен ветар, веќе Аллах Желешану му пуштивме. Веќе Аллах Желешану: ја ејухеллезина амену, уذкуру ниъмет Аллахи алейкум из क़аъаткум џунудун фарселна алейхим рихан. И вели Аллах Желешану: овие што верувате, подсетете се на благодетот од Аллах Желешану кон вас, што ви пушти на вас еден војник од неговите војници и други војници што вие не ги гледавте. И велите Ебу Хузейфе, кога отидов таму, ги најдов неверници околу оган. Ебу Суфјан го видов многу блиску. Вели: ставив една стрела. Во моја стрела една стрелка. Сакав да го погодам и да го убијам, да заврши све ова, ама се сети дека пегамбер алейхи кога ме испрати ми рече: ја Ебу Хузейфе, ништо немој да прави, само донеси вести. И го вратив таа моја стрела во моје место. И седнав до куфар. И велите Ебу Суфјан рече таа вечер на глас: пазете се, може би Мухамед има пуштено очи помеѓу нас, некој шпион. Секој нека го провери до него неговиот другар. И пред да му рече тие што бивали немој од десно, Ебу Хузейфе му рече еден: ти како се викаш? Филан Филан, добро, молчи. Како се викаш ти? Филан Филан, добро, молчи. Ја ни се спаси од ова нешто. Ебу Суфјан одржа говори, му рече: сите тие шатори што ги има Аллах Желешану со овај ветар ги уништи. Све што има е поставено беше уништено. И му рече: ја денеска кој сака мој да иде со мене, аз се враштам во Мека. Немојме да го издржиме ова нешто. И се врати голема група со ними. Ебу Хузейфе ради Аллаху ан се врати назад вели со 4 на пузање. Се врати вели дискарварен во раци и во нози, не се гледа ништо. Хендек се врати до пегамбер алейхи селам, ги најде муслимани заспани. Го најде пегамбер алейхи селам како пред намаз. Пегамбер алейхи селам со вишарен му кажа да се доближи до него. Го покри со негов огартач. Пегамбер алейхи селам правеше намаз, Ебу Хузейфе заспа. Го разбуди пегамбер алейхи селам, му кажа што се деси. Пегамбер алейхи селам потоа во саба вели Ебу Хузейфе дојде ке мене и ми рече: о спанко, стани, време е за сабав. Пегамбер алейхи селам беше многу радосен. Ова група се растури цела. Си заминае сите овие 10.000. Муслимани победија без војна. Верници победија без ниедна жртва. Аллах Желешану му даде помошта на верници. Само што мунафици излегле. Само што Аллах Желешану ги очисти сафови на верници. Извади што името од во ними на виделина. И секогаш кога еден мунафик, кога еден дволичник
тој некоја тежина излегви неговото што го има внатра. Ова се кажало од пегамбер алейхиселам од секогаш и за секогаш овај суннет ќе види. Мунафици не може да издржат таква тешкотија, такво нешто. Потоа пегамбер алейхиселам се вратија во Медина со сахаби. Истиот ден кога влезе во негова куќа, да го остави негово оружје, негов мач, дојде Џибрил алейхиселам. Му рече: а Мухаммед, што правиш? Рече: војна заврши, оставам мој мач. Рече: не, ја и мелаик во сема не ги имаме оставено уште сујуф, наши мачови. Војната уште не е завршена. А пегамбер алейхиселам во ова време имаше близу 60 години. Близу 60 години. 58-59 години. Што? Бену Курейза не сме да се мирен, го скрши ак, ове еврејове чифути. Го скрши договор. Пегамбер алейхиселам стана и повика на сахаби. Му рече: ниеден од вас да не кланате киндија, освен во Бену Курейза. Слушајте сега овдека една мудрост, една хикмет. Стана е сахаби и трне во голема група. Кога дојде време од Икиндија, една група се одели и рече: ние да кланаме Икиндија. Друга група му рекве, пегамбер алейхиселам рече да кланаме Икиндија во Бену Курейза. Во ова место. Една група клана, друга група продолжи. Стаса во време од јација и таму обави намаз. Пегамбер алейхиселам кога отиде во Бену Курейза, ни на едните ги укори, ни на другите ги укори. На ниједни од ними не му рече: вие зошто вака, вие зошто вака. И едните погодија и другите погодија. Што е ова? Мојт верници, мојт да имат различни ставови. Хаса специјално во фик. Специјално во фик. Ове направи кијас, направи аналогија. Пегамбер алейхиселам рече да не кланаме Икиндија освен во Бену Курейза. Ове што клана е, рекве пегамбер алейхиселам, теја го рече за да побрзаме, да стасаме побрзо. Други ви рекве: не, пегамбер алейхиселам рече таму да кланаме Икиндија. Али не беше теја битно. Битно дека ове има иста цел. Истата цел му беше Бену Курейза. Да стасет во ова место. Ове нешта, ове попратни недоразбирања, ове ихтилафати што се десват во фик и во некои мислења, моите се различни, ама целта да бидат иста. На сахаби има различни мислења, ево ти пример. Али нивна цел беше Бену Курейза ова место и тие стасае во теја место. Иншалла во некоја друга прилика ќе кажеме за ова место. Што се случи, што се деси во ова место кој евреи го скрши тој договор. И како денеска евреи и во ова време секогаш запалвае војни. Веќе Аллах Желешану ние ги гасневме тие војни како што згасна ова. И како што гасне многу денеска пред лани, пред оломнени, пред некое време. Секогаш евреи ги прават тие фитниња, тие раздори, тие војни, а употребе трети луѓе за да изгорат во тоа нешто, како што беше случајот со Курейш. Иншалла Аллах Желешану да ни даде разбирање, да не напрато дојне кој ќе живееме за овој ден и кој ќе умреме за овој ден, да ги помогни сите верници во ова дуња кои се во мака, во тегуба, во искушение. Немој да ги заборајме тие наши браќа кои се во мака, во тегуба, во искушение. Ние денеска не сме искушале искушение како некој искушал, како еве сахаби искушале. Не ни дошла душа во наше грнено капаче. Да видиме дали имаме иман или дали немаме иман. Дали само правиме дека имаме иман. Иншалла Аллах Желешану да е напрето дојне, од кој ќе биде задоволен во ова дуња и во ахирет. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك